По речиси 2 децении оскудни фудбалски збеднувања во Крива Паланка, неодамна беше возобновена Општинската фудбалска лига. Овој пат, збогатена и проширена, именувана како Меѓуопштинска фудбалска лига, вклучувајќи и 6 екипи од Крива Паланка, Ранковци и Кратово. Екипите ги реунираа сите поранешни фудбалери, спортски ентузијасти од овие општини и сите млади влюбеници во спортот, кои конечно добија можност да се реализираат на спортски план. Премиерните надпревари се одиграа на градскиот стадион во Крива Паланка на 23 октомври, вторник. Од 12 часот по означувањето на почетокот на лигата, во првиот дуел се сретнаа фудбалскиот клуб Премиер и фудбалскиот клуб Силкрат од Кратово. Надпреварот понуди одлична игра и дружење, а резултатот на крајот на мечот беше 1:3. Најдобар играч на надпреварот беше Стојановски Александар од Силкрат. Веќе следниот дуел помеѓу Руен и Силтекс беше мегдан за вистинско докажување на вештините на кривопаланечките фудбалери, кои дури 7 пати ја затресоа мрежата на противничкиот чувар, а пак гостите не успеаа ниту еднаш да возрадат. Наистакнат поединец на надпреварот беше Емил Трајчевски од фудбалскиот клуб Руен, кој постигна 2 погодока и асистираше за уште еден. По првото коло од Меѓуопштинската лига, председателот на лигата Добри Иванов од Кратово потенцираше дека задоволството да се врати стариот сјај на фудбалските терени во овие општини е огромно, а напорите направени за да се отпочне лигата се незначајни, судејќи по одзивот на учесниците и желбата за продолжување на традицијата. Направивме единствена општинска лига, какви што има и во другите градови. Порано Крива Паланка пред повеќе години имаше своја општинска лига и ние имавме своја општинска лига, но наметнатите услови во стопанството во Македонија па и во овие општини допринесоа да фудбалот стагнира. Освен фудбалскиот клуб Силец Кратово кој има долга традиција, другите клубови малку стагнираа. Нашата идеја беше да го обновиме сето тоа и преку заедничка игра во една општинска лига помеѓу екипите од Кратово, Крива Паланка и Ранковци да направиме една квалитетна општинска лига во која што навистина ќе се врати стариот сјај на фудбалот во овие општини. Ние имавме прилика да ги погледнеме двата надпревари кои што изобилуваа со добра игра, надпреварувачите беа одлични на теренот, покажаа максимум од она што го знае, но допрва ќе ги гледаме и допрва ќе говориме за она што тој може да го прикажат. Кажете ми колку екипи се вклучени од сите три општини? Во моментов од Кратово имаме 3 екипи, од Крива Паланка 3 екипи, во формирање екипа од Ранковци, има интерес за уште некоја екипа и од Крива Паланка и од Кратово што понатаму ќе се вклучуваат. Ние со 6 екипи, како што реков, 3 од Кратово, 3 од Крива Паланка, како и што видовте денеска во одредени екипи има доста млади играчи, додека поискусните играчи се стационирани посебно во екипи, така да најверојатно дека во понатамошниот тек ќе има регистрација и на други играчи, со што подмладените состави во екипиве како што беше денеска екипата на ФК Силтекс и екипата на ФК Премиер ќе имаат поголемо искуство, а со тоа и порамноправна игра ќе има на терените. Како што реков, во другите екипи имаше поискусни играчи, недоволно можеби кондицијски припремени, но во понатамошниот тек ќе дојдат во форма и ќе гледаме се подобар и подобар фудбал. Така, само би ве запрашала каде ќе се одигруваат следните надпревари, како е предвидено да се организира лигата? Со 6 клуба, 5 кола има во есенскиот дел, ќе се игра ќе се користи теренот и во Ранковци, значи во Ранковци на игралиштето што го изгради Агенцијата за млади и спорт, во Крива Паланка и во Кратово. Со тоа ќе се врати, како што реков, стариот сјај, ривалство имало помеѓу Кратово и Крива Паланка некогаш во фудбалот, тоа сакаме да го вратиме и преку општинскава лига. Председателот на фудбалскиот клуб Премиер од Крива Паланка Бранко Величковски е презадоволен од тоа како протече првото коло и најави проширување на лигата во иднина, зашто и присутните кривопаланчани кои во празничниот ден дојдоа на градскиот стадион да ги проследат надпреварите, рекоа: веќе се надзира нова фудбалска слика во општината.
По 20 години возобновена општинската лига во Крива Паланка. Како сте задоволни од тоа како протекува првичните надпревари? После 20 години фудбал да се обнови е многу тешко, ама успеавме и сум презадоволен и восхитен од играта што ја прикажаа сите 4 екипи на почеток на сезоната. Најави и вашиот председател на меѓуопштинската лига дека лигата континуирано ќе се проширува, дека има интерес се повеќе од страна на играчите од трите општини да се формираат уште тимови. Се предвидува Крива Паланка да биде најчест домаќин на оваа лига. Тоа е поради условите. Крива Паланка има одлични услови за надпревари, теренот е фантастичен и затоа гостите доваѓаат да одиграме едни добри утакмици овдека и се презадоволни од теренот и од приемот. Дали се тоа младински екипи, кривопаланичките екипи, во каков состав се, дали е направено рангирање помлади екипи со поискусни членови? Ова се сениорски екипи и надпреварувачите се над 17 години и тоа е континуитет зашто помалите категории нема право да настапуваат во сениорски такмичини. Каде ќе се одигра и кога следното коло од оваа лига, бидејќи голем дел од публиката со нетрпение го очекува? Накратко да ви најавам, паланечкото дерби наредната недела најверојатно ќе се одигра у сабота. Ги поканувам сите љубители на фудбалот да дојдат на една прекрасна утакмица да погледаат и да навиваат. Секоја спортска иницијатива која ќе интегрира поголем број луѓе во спортско дисциплинирано организирање е за поздрав. А меѓуопштинската фудбалска лига е уште еден мотив плюс оние кои го сакаат фудбалот сега и да го практицираат. За следното коло организаторите го најавија големото градско кривопаланечко дерби помеѓу Премиер и Руен, кое ќе се одигра викендот на 27 октомври на градскиот стадион во Крива Паланка.